Дури 31% од децата во Македонија имаат зголемена телесна тежина, 14 од нив се со прекумерна, покажува студијата на Европската иницијатива за следење на дебелината кај децата. Истражувањето фатило деца на возраст од 6 до 9 години. Конзумацијата на нездрава исхрана и сокови, мал внес на овошје и зеленчук, како и долгото време поминато пред екрани, се причини за високата стапка на дебелина. Националното здружение за дебелина алармира дека прекумерната тежина е сериозен проблем кај целото население. Најтешкиот возрастен човек во земјава има речиси 200 килограми. Во моментот имаме соусловен буџет благодарение на Фондот за здравствено осигурување на пациенти кои што се со класа 2 и 3, значи фармакотерапија за таа група на пациенти и пациенти со класа 3 исто така со клиниката за абдоминална хирургија за 30 пациенти исто така со условен буџет за слив гастректомија, односно бајпас хирургија. Директорот на Фондот за здравствено осигурување, Сашо Клековски, нагласува дека лековите и хирургијата треба да бидат последната опција, а клучот е во промената на животните навики. Тој предлага во пијалоците и брзата храна да има помалку шеќери и калории, или пак да се зголеми цената на овие производи. Треба да биде третманот дали со лекови или баријатрични, само крајно решение за луѓе кои се веќе со коморбидитети, за да им се олесни состојбата, некако нели ќе јадеме колку сакаме и после ќе се напиеме 2 таблети и све ќе биде во ред. Според светските податоци, над 1 милиарда луѓе во светот живеат со дебелина, што го прави проблемот глобален предизвик.